Повторно правиш вазни цвеќе мафинка? Не, правам авион, ама некако не ми оди. Сега ќе видиме како се прави он, а потоа ќе идеме на шетање. А каде? Не ти кажам, тоа е изненадување. Потребен ни е лист хартија чии страни ќе имаат по 20 сантиметри. Бојата одберете ја сами. Прво ја одредуваме средината на листот и ја одбележуваме со мало превиткување на аголот. И потоа според означената половина превиткуваме на пола. Го превиткуваме аголот до новодобиената линија. Исправуваме и потоа истото го правиме и од другата страна. Го вртиме листот од другата страна и превиткуваме на четвртина од листот, така што претходно добиените линии ќе се изедначат. Исправуваме и повторно го вртиме листот од другата страна. Превиткуваме од двете страни до местото каде претходно добиените линии се спојуваат и добиваме облик на триаголник. Горниот слој хартија го превиткуваме од двете страни до средината. Потоа превиткуваме на едната страна и горниот слој го превиткуваме до половина. Аголот кој го добивме го виткаме до центарот. Истото го повторуваме и од другата страна. Горните агли ги превиткуваме спојувајќи ги со работ на страните и потоа ги вовлекуваме под долниот слој хартија.
Ја одредуваме средината, го вртиме од другата страна и превиткуваме на половина. За крај превиткуваме за да ги добиеме крилата. И добивме авион. Доколку ова ви изгледа тешко за изработка, еве еден полесен начин за почетниците. Превиткуваме на средината на подолгата страна на листот, чии страни имаат различни димензии, за да добиеме линија на средината. Горните агли ги превиткуваме до средината. Превиткуваме спојувајќи го врвот со линијата добиена на средината. Повторно превиткуваме спојувајќи ги аглите од двете страни. Претходно добиениот врв го превиткуваме врз новите превиткани агли. Превиткуваме до половина. И за крај ги виткаме крилата. Повторно добивме авион. Знаете ли и вие некој друг начин да направите авион? Ако имате, напишете ни го и нам.